Добар ден од студиото на Слободна ТВ. Во Македонија има околу 138.000 граѓани кои што работат во јавниот сектор. Ако се земе предвид дека околу 550.000 се обврсници кои плаќаат пензиски придонес, тоа излегува дека речиси секој четврти е во јавниот сектор. Токму затоа денеска најмногу акцент ќе удриме на новата законска регулатива што се подготвува во јавниот сектор, а со мене во студиото е господин Слободен Трендафилов од Сојузот на синдикати на Македонија. Добро дојдовте. Добар ден, добро ве најдов и благодарам за поканата преку вашиот медиум да ги споделиме нашите видувања и нашите забелешки за моменталните состојби поврзани со работничките права. Така, во подготовка е новиот закон, веќе е поставен на ЕНЕР нацрт закон за систем на плати во јавниот сектор. Веќе имаше синдикатот една остра реакција во која што кажа да се повлече законот. Кои се главните забелешки, на што најмногу имате забелешка во тој закон? Пред се сакам да напоменам дека за подготовката на тој закон ниту бевме повикани, ниту консултирани, ниту беше разговарано со било кој представници на работниците и било кој синдикат во државата. Што за едно вакво законско решение е навистина едно сериозно непочитување на синдикатите и на работниците од страна на представниците на владата и на креаторите на политиките. Морам да кажам дека бевме затечени во очи нова година да го видиме законското решение како такво закачено на ЕНЕР и да имаме можност дури тогаш на веќе завршена работа да коментираме, да даваме наши предлози, забелешки, сугестии и слично. А не тоа да го правиме целиот изминат период, иако владините представници и вие знаете добро и работниците знаат добро дека 6 месеци наназад ветуваат дека се подготвува, дека сите ќе бидат вклучени, дека тоа ќе биде еден инклузивен процес каде што ќе бидат слушнати синдикатите и работниците, но нажалост владата веројатно го продолжува трендот кога сака да крати работнички права, тоа да го прави за затворени врати и тајно и да ги изненади работниците негативно, особено во последните 6 месеци од минатата година и еве првиот месец и почетокот на оваа година. Тоа што за нас е изненадувачки, а они веројатно брзоплето го имаат подготвувано како решение поради генералниот штрајк во јавниот сектор, кој беше точно за платите и за зголемување на платите на вработените во јавниот сектор, покрај другото и подпишување на општиот колективен договор за јавен сектор во кој би се уредило право на регрес за годишен одмор за сите вработени во јавниот сектор. Веројатно брзајки да го исполнат нивното ветување до крајот на годината, да имаат некаква методологија и некаков систем на утврдување на плати, тоа го прават на ваков начин, што навистина е катастрофален по работничките права. Од тие причини ние побаравме да се повлече, да се доработи, да разговараат заедно со нас, да разговараат со меѓународната организација на трудот, бидејќи ние како представници на работниците сметаме дека покрај законските решенија кои се прекршуваат, се кршат и низа конвенции на меѓународната организација на трудот за кои последиците ќе ги сноси државата, а не владата. Кои се главните забелешки? Јас нели малку го разгледав, видов дека таму минималната плата сепак влегува во основицата што досега нели можеше да биде и испод минимална плата. Видов дека има некоја хиерархија велат во плати и некои подсистеми. Тогаш на што точно вие значи неправдата со минималната плата ја исправивме минатата година кога протестиравме и кога мрзнавме по улиците за да добиеме 18.000 денара минимална плата и со тоа да нема работник во државата без оглед на тоа дали во приватен или во јавен сектор под 18.000 денари, што беше за жал случај особено во јавниот сектор во минатите години. Односно државата самата не го почитуваше законот за минимална плата. Тоа што го избоксувавме тогаш, да, точно е, они сега пробуваат да го стават во неколку решенија. Претходно во законот за административни службеници беше една од компонентите минималната плата вметната за пресметка на платите и сега повторно се обидуваат на некаков начин да ја вметнат во овој закон, но во одредбите подолу, ако прочитате подобро, стои дека собранието има надлежност дури да замрзне минималната плата, односно бодот или вредноста на коефициентот на претходната минимална плата и да не се зголеми со зголемувањето на минималната плата, доколку тоа е драстично како што беше минатата година. Според нашите пресметки некаде околу 2100 денари ќе биде зголемувањето на минималната плата. И наеднаш магично се обидуваат тоа да го воведат како едно решение за сите работници во јавниот сектор, но за жал сликата на законот изгледа така, но суштината не е токму таква. Собранието, односно министерот за финансии се става над сите.
министерот за финансии ќе каже колку смета дека треба да биде вредноста на бодот, коефициентот и слично и пресметката по која минимална плата ќе се определува и потоа владата ќе предложи до собранието ќе усвои законски измени или правилници врз основа на кои ќе биде пресметувана платата на вработените во јавниот сектор и повторно без социјалниот диалог. Клучната забелешка е тоа дека ќе се прави повторно за затворени врати и работниците ќе бидат навистина оштетени за нивните плати. Вториот момент. Само малку да ве потпрашам, дали добро ве разбрав дека тоа значи дека иако пишува дека е една компонента е минимална плата нели во основицата, дека со тој бод сепак може повторно да дојдеме? Повторно можеме да дојдеме до неусогласување на платите, односно до незголемување на платите на вработените во јавниот сектор, доколку министерот за финансии смета дека тоа треба да биде така. А владата ќе предложи, собранието ќе усвои. Без социјален диалог повторно се елиминира економско-социјалниот совет, кој е трипартитно тело составено од владата, работодавачите и синдикатите, каде што треба да ни ги слушнат нашите размислувања. Дали ќе не почитуваат или не нивна работа, но да не слушнат како размислуваме е работа на сите и тоа мора да го почитуваат до крај. Не може да го елиминираат економско-социјалниот совет кој впатеме советодавно тело на владата и без чие мислење одредени закони врз основа на заклучоци од владата и врз основа на закон без согласност од економско-социјалниот совет не смеат да поминат законите од работно-правната област, вклучително и делот на платите во јавниот сектор со ово законско решение со кое се обидуваат да направат некаква гимнастика. Значи тоа е поразително за работниците. Работниците треба да знаат дека веројатно кога ќе се донесе законот ќе земат плата колку што смета министерот за финансии. Веројатно и таа позиција во наредниот период ќе биде едно од најпосакуваните во владата, дека дури ќе биде побитно и од премиер. Надлежностите кои му ги даваат со тој закон, надлежностите кои му ги даваат и со законското решение Закон за работни односи кој го изработуваме, за кој веројатно ќе продискутираме, е навистина сериозен удар на работниците и на работничките права. Така. Меѓутоа сепак нели па министерот за финансии таму велат и согласно законот за извршување на буџет ги има па податоците околу буџетот и околу тоа мора да прави некоја гимнастика што велите колку па пари има на располагање. Наша работа е да работиме и за сработеното да бидеме соодветно платени. Значи нивна работа е да ни најдат работа, да ни обезбедат услови да работиме и да не платат соодветно на тоа што ќе го сработиме. Во никој случај не би требало да дозволиме ниту еден работник да биде платен под минимална плата како што беше случај изминатите години или пак доколку на еден од министрите не му одговара, ако и впрочем врз основа на неговата одлука беше една од главните причини за генералниот штрайк во јавниот сектор, а тој го прифати барањето на штрайкувачите 30% ги зголеми платите во Министерството за финансии, додека пак Министерството за труд, кое исто потпаѓа под овој закон, треба да ги зголеми, односно намали платите за минус 1,7%. Зошто да ги намали? Во следниот буџет имаат предвидено 1,7% помалку пари за плати отколку во 2020 да, отколку Министерството за финансии, кое 30% ги зголемува платите на неговите. И тоа е за поздравување. Ние велиме дека министерот за финансии беше еден од најхрабрите министри кои го прифати барањето на штрайкувачите, а ги остави другите министерства да не ги зголемат нивните плати. И затоа велиме дека е многу опасно. Втор момент кој е опасен со овој закон е тоа што за време на годишен одмор, што е уставно загарантирано право на работниците, без оглед на тоа дали се во приватниот или во јавниот сектор, не смееме да ги делиме. При годењето на годишен одмор ќе им биде исплатувана само нивната основна плата. Дали тоа значи дека минатиот труд нема да им биде исплатен? Дали тоа значи дека нема да им бидат исплатени додатоците за обемот и тежината на работа? Например, во Министерството за внатрешни работи се плаќаат 30% заради носењето на оружје и овластувањето на полициските службеници. Дали тоа значи дека полициските службеници кога ќе одат на годишен одмор, согласно ваквото законско решение, а тоа го предвидува законот, нема да ги добиваат овие 30% за овластување? Дали тоа значи дека царинската управа нема да ги добива тие 30% и слично? Значи, повторно велам дека законското решение е направено, ние рековме за кратење на работничките права и за кратење на платите. Така напишано како што е во законот, произлегува дека сите вработени во јавниот сектор, некаде околу 138.000 вработени, еден месец ќе бидат казнети по 30% на платата. Така. На крајот на годината, кога ќе се направи пресметката, сите ќе искористат годишен одмор и за деновите на годишниот одмор сите ќе бидат скратени за додатоците, некој за прековремена работа, некој за работа ноќе, некој за сменски додаток, некој за како се вика овластување и слично. Некој за минат труд.
пошто таму не е ограничено дали тоа ќе биде одземено или не. Значи тука гледаме многу голема опасност која може да предизвика навистина сериозни последици по буџетот на вработените во јавниот сектор. Без оглед на тоа, стравот уште поголем поради тоа што и работодавачите во приватниот сектор, како што знаете, во државата искуството е такво, веднаш ги копираат лошите решенија кои се однесуваат за јавниот сектор да бидат и во приватниот сектор. Во јавниот сектор ако работат 138.000, во приватниот сектор работат повеќе од 600.000 работници. Дали тоа значи дека ќе им овозможиме и на работодавачите во приватниот сектор на таков начин да ги кратат работничките права и да бараат такво решение од владата да се однесува и за нив? Затоа е нашата загриженост како синдикати, веројатно затоа не сакаат да ни слушаат, веројатно затоа не повикале да не слушнат што сметаме за таквото законско решение. И морам да кажам дека иако е краток временскиот рок на кој треба да се дадат забелешки на ЕНР, нашите капацитети се мобилизирани. Сите синдикати веќе се ангажирани да дадат своји забелешки и да ги достават до нивните надлежни министерства поради тоа што и законот како таков ги дели министерствата, значи министерот за внатрешни работи води сметка за министерството за внатрешни работи, министерот за здравство за вработените во министерството за здравство и здравствените работници и така натака и така натака. Затоа треба сите многу сериозно да пристапиме кон овој процес, а изненадува фактот што владата не пристапи сериозно во овој процес и на ваков начин, пак ќе кажам, веројатно брзоплето, веројатно исплашени од генералниот штрайк, веројатно сакајќи да ги исполнат ветувањата кои ги имаа пред работниците минатата година на 1 мај, ако памтите, излегоа со работниците на улица, 7.500 работници испаднаа пред владата и они испаднаа со ветување дека ќе ги усогласат платите, дека ќе има зголемување, дека ќе има систем на плати и слично. Меѓутоа, системот на плати не значи намалување на плати. Самите кажавте дека секој министер на некој начин ќе си се грижи за своето министерство, таму се подсистеми тие, така ги пишува во закон предвидени. Дали тоа значи дека сепак ќе се има големи разлики во платите и до сега имаше, сега големи не многу, меѓутоа имаше министерства со поголеми плати за иста позиција, ако во законот пишува дека за иста позиција исто вреднување. Ама како вие гледате на тоа? Дали сепак да кажам една службеничка што исто работи во Министерство за здравство, ако е Министерство за здравство, ќе може поради здравството да кажам, да условно кажам да се шлепа па да земе поголема плата од некое друго министерство. Ние тоа го зборуваме многу години наназад. Синдикатот НУПО се најгласен во овој поглед, меѓутоа они велат вака: прво треба да се направи закон за високо извршување на високи функции во државата, а потоа да удрите по работниците. Не удирате по работниците, па потоа се грижите за функционерите на каков начин они ќе ги добиваат платите. Се разбира дека ако државата сака да штеди, нека штеди од нивните функционери, ние ќе се согласиме како синдикати со тоа. Меѓутоа, ако сака да штеди од 138.000 вработени во јавниот сектор, на грбот на тие вработени функционерите повторно да продолжат да ги земаат тие огромни плати, тогаш не се согласуваме со тој момент. Морам да кажам дека ако сака владата во тие подсистеми, повторно може да биде за едни мајка за едни маќа. Впрочем и за тоа Сојузот поднесе тужба минатата година против владата за непочитување на делот за усогласување на платите поради тоа што владата прави дискриминација за своите вработени. Не може Министерството за финансии да ги вреднува неговите вработени 30% повеќе, тоа е за поздравување и треба сите да го следат неговиот пример, а друг министер да биде комотен во неговата фотелја и да не ги вреднува вработените, да не го вреднува нивниот труд 30% повеќе како што го вреднува друг министер во владата. Значи владата треба да биде еднаква за сите вработени во јавниот сектор и дискриминацијата која они ја прават на тој начин со овој закон не се елиминира. Без оглед на тоа дали ќе биде по пол дискриминацијата, дали ќе биде на работно место или на ниво, како што велите вие и слично. Законот за минимална плата оваа година фактички ќе се зголеми за 2100 денари, претходните 2800, од прилика некаде 4900 денари зголемување на минимална плата за само една година на грбот на синдикатите и на работниците. Но 5000 денара тие што имаа разлика со платите со останатите нивни колеги во јавниот сектор немаат веќе. Веќе ќе имаат 0 денари разлика на плата. И тоа пак поради политиките кои ги креира владата, токму со ова лошо законско решение. Затоа се и нашите реакции. Не можете вие да креирате закон во кој повторно не го решавате проблемот. Не може да креирате закон минатата година да сте давале јавни изјави после септември, кога истече рокот за усогласување на сите плати со законот за минималната плата, дека 2806 денара е избрзано, изнудено решение и не е системско решение, и сега вие да правите тоа да биде системско решение, ама да не важи за минатата година. Кој не земал плата минатата година, со среќа нека му е, од оваа година ние ќе му дадеме на секој по 2000 денара во јавниот сектор, кој е под закон за административни службеници и веројатно и останатите вработени. Значи, кога веќе спомнавме дискриминација, би прашала дали на некој начин не е дискриминација и во самиот јавен сектор, што
што според УПОС успева да избоксува, да кажам, К15 за вработените само во управата, правосудството, значи во рамките свој, а другите вработени го немаат тоа право. Морам да кажам дека ние како синдикати, без оглед на тоа дали ССМ, дали останатите синдикати кои се здружени во ССМ, синдикатот УПОС, синдикатот на Македонски полициски синдикат, синдикатот за здравство и останатите синдикати и работници кои се членови на овие синдикати во јавниот сектор не се борат подеднакво исто за остварување на работничките права, вклучително и правото на регрес за годишен одмор. Патем ние сите заедно го предложивме општиот колективен договор за јавен сектор во кој сакавме да елиминираме таа дискриминација, позитивна морам да кажам, и на начин да утврдиме сите да имаат право во јавниот сектор регрес за годишен одмор, како што обезбедивме право за сите вработени во приватниот сектор. Но морам да кажам дека колективните договори кои ги склучуваат гранските синдикати се однесуваат за дејности и оддели. Синдикатот НУПОС успеа да склучи грански колективен договор кој би требало да биде примери за останатите синдикати во поглед на утврдување на правото на регрес за годишен одмор. И ние со притисокот кој го правевме изминатите 2 месеци, односно ноември и декември, притисокот и заканите со поднесување на тужби пред надлежните судови кои ќе чинат државата на вистина огромни средства, успеавме да обезбедиме за 2 години наједнаш да биде исплатен регресот за годишен одмор. 2 години на јас колку што имам информации и до нас колку што имаат стигнато информации како синдикати, веќе се исплатил скоро секаде. Доколку некаде не е исплатен, му стоиме на располагање на секој еден работник да поднесеме тужба во негово име за оние за кои се применува гранскиот колективен договор. За жал, представниците на владата на 1 мај цела измината година, дури во време на преговорите на минималната плата, ветуваа дека до крајот на годината ќе биде склучен општиот колективен договор за јавен сектор, ќе биде елиминирана оваа неправда, ќе биде регресот за годишен одмор за сите вработени во јавниот сектор како што е тоа за приватниот сектор, но за жал 31.12 помине испадна само дека една голема лага на представниците на владата. На штета на нивните работници кои им ги работат работите, кои го работат процесот на пристапни преговори во Европската унија, кои го работат процесот со разговорите со НАТО и слично. Значи вие не можете да очекувате немотивирани работници да вие завршат успешно работата. Не може да очекувате работници кои знаат дека не ги почитувате да вие завршат успешно работата. Тоа е недозволиво во една демократска држава како што е Македонија. Од тие причини пак ќе кажем. Ние како синдикати постојано се бориме регресот за годишен одмор да го добијат сите работници. Зарем еден полицаец не заслужува регрес за годишен одмор. Цел ден е изложен на влијание, на ладно, на топло, на дожд, на ветар, на снег. Зарем еден здравствен работник кој ни ги спасува животите на нас и на нашите најмили и најблиски не заслужува регрес за годишен одмор за тоа што го работи како за трудот што го вложува. Не можеме ние да ги делиме работниците на вакви и такви, но владата за жал тоа го прави во јавниот сектор. И тоа го прави за едни фундаментални права на работниците и за не многу големи суми на пари. Значи зборуваме по гранскиот колективен договор на синдикатот НУПОС 9.000 денара регрес за годишен одмор. Не е ни голема сума, не е ни мала сума, но доволно да се закрпи нешто. И сега на крајот на криштата владата да каже немаме пари за тоа, а имаме пари за низа луксузи да си ги овозможиме како државни и владени функционери. Никако се доби чувство особено на крајот од минатата година дека па може да се каже и дека најголем хаос е во јавните предпријатија, дека таму секој значи си води посебна политика. Синдикатот беше многу активен, меѓутоа каде што успеа да действува, дали регрес, дали усогласување, а каде не. Што мислам со овде, може ли нешто да кажем јавните предпријатија да се стават по еден режим, по еден ред или како да се направи? Морам да кажам дека хаосот во јавните предпријатија го креирале владените мерки и политики не само на оваа, туку на низ претходни влади. Сакајќи да вработат нивни партиски послушници, сакајќи да превработат, да донесат работници кои нема да доаѓаат на работа, што еве сите сме сведоци изминатиот период, но за жал таму за среќа уствари таму има навистина храбри и одлучни луѓе кои работат во тие предпријатија, кои доаѓаат секој ден на работа од 7 до 3 или прва или втора или трета смена и така натака, и кои кај кој е подигнато нивото за работнички права. Ние во изминатиот период во јавните предпријатија успеавме 85% да ги усогласиме платите согласно порастот на минималната плата, иако сите сметаат дека тоа е невозможно да се случи во тие предпријатија поради превработеноста, поради малите буџети, поради долговите и слично. Ние успеавме тоа да го направиме преку спогодби, преку колективни договори. Успеавме тоа да го направиме и во општините. Во јавните комунални предпријатија, согласно колективниот договор, регресот за годишен одмор е утврден
во висина и во износ и утврдена дополнително новогодишен надоместок. Оние директори кои не успеавме да го издействуваме усогласувањето на платите и кои беа прилично храбри против работниците и против работничките права, без оглед на тоа дали се делегирани и назначени од централната или од локалната власт, кога им ги ставивме аргументите на маса, на крајот на годината ние имавме подпишување на повеќе од 10 спогодби за исплата на регрес за годишен одмор, за новогодишен надоместок и за зголемување на плата, само да не се соочат како примерот со УПОС со тужби после 1.1.2023 година. Пак ќе кажам, ние како синдикати сме далеку пообучени, далеку поедуцирани од минатиот период и од едноминато време. Нашите луѓе кои во моментот ги застапуваат работничките права многу се упатени во тоа што е подпишано од страна на синдикатите и на каков начин да го спроведеме и да го оствариме за работниците. Можеби некогаш е бавно, можеби 31.12 е многу доцна за регрес за годишен одмор и новогодишен надоместок е на време, но 31.12 повторно во истата година и повторно работникот во таа година ќе ги добие средствата кои ги заслужува. Пак ќе кажам, за поздравување 85% бројката од усогласување на минималната плата со останатите плати на вработените во јавните предпријатија. Впрочем, можевте да видите, ние и покрај усогласувањето на минималната плата во ЈСП Скопје работниците застанаа поради тоа што им се доцнеше платата. Значи тоа е еден од подобрите примери кои треба да го следат и останатите работници. 1100 работници застанаа, му ги дадоа клучевите на директорот и му рекоа повели вози ти без плата. И беше случај Скопје за прв пат во историјата да се соочи со немање на градски превоз, но за среќа поддршката од граѓаните беше на наша страна, не беше на страната на политичарите. Сите сваќаат дека без плата во светска, економска, здравствена криза и сега е веќе воена криза која цените отидоа до плафон, значи на сите ни треба плата. И сите можеа да се стрпат тој ден да се снајдат, а работниците си ја добија заслужената плата веднаш наредниот ден. Пак ќе кажам, јавните предпријатија, јавните комунални предпријатија се покриени целосно со колективен договор. За жал, не сите вработени во јавните комунални предпријатија се членови на синдикатот Суткос при ССМ, преку кои би можеле да ги остварат работничките права. Најчесто што ни се случува во изминатиот период е оние кои не се членови да бараат синдикатот да ги заштити на некаков начин. Ние тоа го правиме изминатите 2,5 години, но за жал не можеме да се легитимираме на таков начин пред работодавачот како и за членовите. Има одредени пропусти, конкретно во неколку скопски јавни комунални предпријатија, каде што регресот за годишен одмор и новогодишниот надоместок не е исплатен. Но го потсетуваме раководството дека од 1.1.2023 година износот за регрес за годишен одмор е 100% од просечната плата и 60% е износот за новогодишен надоместок. Сите што не го исплатиле се под опасност да ги доведат дури јавните комунални предпријатија во некаков ризик да сите работници се одлучат да го тужат јавното комунално предпријатие и на таков начин да си ги наплатат овие законски и колективни, согласно колективно утврдени работнички права, меѓутоа да не забораваме дека адвокатските трошоци некогаш се двојно повисоки од износот кој ќе добијат работниците. Така. За крај би сакала сосема кусо да го заокружиме овој разговор со еден суштествен закон за работни односи, што се вика матичниот закон од кој што произлегуваат правата и обврските од работниот однос, кој што мислам веќе 4-та година, ако не се лажам, се подготвува, многу министри седнаа со вас на разговор и до никаде не стигнавме затоа што не го гледаме. Така е. Колку сте инволвирани сега во моментот, што се случи, каде заглави законот? Значи, ова законско решение кое е своевиден работнички устав и за кој ние како синдикати нема да отстапиме ниту милиметар, почна да се подготвува далеч на 2017 година. Па во 18 година на почетокот ние доставивме наш предлог текст на нов закон за работни односи изготвен од ССМ. Значи ниту еден друг социјален партнер не подготви, дури ниту владата не подготви, но правеше шминка на постоечкото законско решение и го доставивме до нив. Го донесовме во Скопје, генералниот секретар на Европската конфедерација на синдикати да изрази поддршка на тоа што ние го бараме. Тоа законско решение го пративме до нив, они дадоа целосна поддршка, во зградата на ССМ дојде и тогашниот премиер со тогашниот министер за труд, ги разјаснивме одредени проблематики на кои ние сметавме дека најмногу акцент треба да се случи. Морам да кажам дека голем дел од забелешките кои ние како синдикати во изминатиот период, учествувајќи на сите расправи, ССМ е еден од синдикатите кои на сите расправи досега не пропуштил ниту еднаш да отсуствува. Сме преговарале и на пониско ниво, и на повисоко ниво, и потивко и погласно. Морам да кажам дека законот кој сега во моментот е веќе во јавна расправа,
има одредени недостатоци за кои укажуваме изминатиот период. Ние имаме преку 40 забелешки ново законско решение. Ги укажавме на Министерката за труд, ги укажавме на ниво на работните групи каде што работевме сите заедно. Ние, работодавачите, Министерството за труд, останатите министерства и слично. Ги укажувавме на сите состаноци кои ги имавме, меѓутоа некои од решенијата не се така сјајни. Морам да кажам дека и тогаш на почетокот во 2017-18 година и денеска го велим истото. Нов закон ни треба ако унапредуваме работнички права. Ако правиме само шминка, можеби треба шминка да направиме и на постоечкото законско решение. Ако продолжи вака министерството, на крајот ќе нема 5 работи да излезе пред новинарите и пред граѓаните и пред јавноста и пред работниците и да се пофали со нив. Ке нема да каже ние согласно овој закон го напредивме ова. Ке не може да се каже такво нешто. Да, во Македонија има некој тренд да се озаконуваат некои незаконски појави. Ако тоа е унапредување на работничките права и на таков начин се обидуваме тоа да го направиме, тогаш тоа е катастрофално и поразително за сите нас. Например, представникот на работниците кој има право да подпишува спогодби за исплата на регрес за годишен одмор од фамозни 100 денара, онаму каде што нема синдикат, за жал работниците не се охрабруваат да формираат синдикат за да не се случува тоа. Сега ние го законуваме во Законот за работни односи без никакви критериуми за негов избор, без никакви критериуми за неговата работа, повторно да може тоа да го прави. Значи сега во моментот тоа што веќе е на границата на незаконски, на сивата зона и слично, ние сега со закон ќе направиме тоа да биде законски, да биде се во ред и он кој ќе подпише такво нешто за да скрати работнички права, тогаш работниците да знаат дека тоа согласно закон им се скратени работничките права. На министерството му укажуваме веќе 5-та година, иако политичката партија од која е составена владата ветуваше на претходните локални избори дека да, договорите за вработување ќе бидат 1 година на определено време, но за жал во сегашното законско решение е ставено 2 години и им велиме вака. Значи, денеска се 5 години договорите за вработување на определено време. Ако сметате дека враќање на состојба од пред 10 години е постигнат успех за владата, тогаш навистина се лажете. Намалете го барем 1 месец, нели? Или направете го како што велат работниците, како што е потребата на работниците 1 година. Пошто работодавачите знаат за 1 година дали работникот има потребен подолго време или не има потребен подолго време. Единствено нешто што прифатија е тоа да се склучуваат најмногу 3 пати во временскиот период. Значи нема веќе месец за месец склучување на договори за вработување на определено време, туку тоа ќе може да се направи максимум 3 пати. И доколку се склучи 4-ти пат ќе биде на неопределено време, доколку го надмине рокот за кој ние се уште сметаме дека има разумни луѓе во министерството и ќе прифатат тоа да биде 1 година, тогаш во тој случај под автоматизам АВРМ ќе го трансформира работниот однос во неопределено време. Нешто што е исклучително значајно за нас, а тоа се обидуваат да го направат изминативе 6 месеци. Веројатно ја видоа силата на работниците, пошто работниците никогаш не биле пообединети, а со ваквиот чекор никогаш ниту синдикатите не биле пообединети во Македонија. Сите знаеме дека синдикатите изминатиот период имаа различни размислувања по одредени прашања. Сакаат да ги укинат колективните договори со Законот за работни односи. Тоа го прават на мала врата и во Законот за платите, системот за плати во јавниот сектор како и да е. И да ги укинат колективните договори со тоа што по склучувањето и рокот на изминување на актот, одредбите да се преминуваат само 1 година. Тоа ќе биде во македонски услови кажано, со оглед на тоа што со Организацијата на работодавачи, конкретно како ССМ преговараме од 2017 година за склучување на нов општ колективен договор за приватен сектор, тоа е веќе 5 години, 6-та година веќе тераме, но со владата преговараме од 2008 година. Значи, владата е најлошиот пример за склучување на колективни договори, таа сака сега да ги укине колективните договори. Тоа го направија веќе со колективниот договор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, па сега не знаат како да излезат од тој лавиринт. Се обидуваат да го укинат колективниот договор на култура, кој е еден од примерите на колективни договори како треба да бидат уредени платите и државата доколку сакаше да направи систем на плати, требаше да го направи на таков начин. И се обидуваат сега поради тоа и поради нивната немоќ да ги контролираат министрите со согласност на влада да ги читаат сите одредби во колективниот договор пред да остават нивниот подпис, сега да има овластување од министерот за финансии, значи од кој ќе подпишат па да прибават мислење, па доколку нема мислење, министерот за труд ќе биде последниот филтер кој ќе рече овој колективен договор не важи. И не може да се применува поради тоа што не е склучен вака или така. Министерот за труд е само регистар, не кажува дали сме или не сме нешто, сме или не сме нешто согласно законот во Македонија, судот кажува. Не кажува ниту еден министер. Тоа што е опасно за нас и поразително, велиме и се надеваме дека ќе се вразумате дека не сме да се дозволи да престанат да важат одредбите на колективните договори. Ќе ги стават работниците во една
многу неповолна положба, а тоа значи дека доколку не им прифатат на работодавачите понеповолни права. Например, работата на празник се плаќа 250%. И доколку помине рокот од една година, а се донесе новиот закон, веќе нема да важи одредбата. Работниците, сакајќи да се изборат за поповолни работнички права поради тоа што ќе работат на празник, ќе треба да им прифатат на работодавачите многу понизок износ или ќе нема колективен договор и ќе биде износ од 0%. Значи владата сака со законско решение да озакони една појава да работодавачите бидат далеку помоќни од страна на представниците на работниците и од самите работници во креирање на законот за работни односи и во креирање на колективните права согласно колективните договори. Тоа е многу поразително. Нешто што сметаме во тој закон, а за нас од исклучително важност е опремнините за прогласување при прогласување на технолошки вишок од технолошки причини. Гледавме и тоа е само поради тоа што во изминатиот период видовме дека најзлоупотребуваните законски одредби беа договорите за вработување на определено време кога во време на пандемија работниците ги брка од работа, дури не само да не им ги продолжуваат, туку им ги прекинуваа без никакво образложение, па ние моравме да реагираме и слично. И сега најново во последно време работодавачите пробуваат на начин на прогласување на технолошки вишок на вработените да се ослободат од поголема група на вработени во одредени компании. Ние сакаме тоа да го спречиме, сакаме опремнините да бидат зголемени, да бидат по 2 опремнини за секоја година работа кај работодавачот и на тој начин на работодавачот да му биде скапо да го избрка работникот од работа, да му биде поевтино да го ангажира, да му работи, да му ствара капитал и на крајот на денот да си обезбедува платата. Дополнителни одредби во законот се преку 40 за кои имаме многу сериозни забелешки. Морам да кажам дека имавме случаи каде што со организацијата на работодавачи, како единствен репрезентативен представник на работодавачите во Македонија, имавме одредени доближување на ставовите и одредени позиции на кои сметавме дека тоа е добро и за нив и за работниците. Владата да каже, односно представниците од Министерството за труд и социјална политика како представници на владата да кажат не може така, ние тоа сметаме дека вие како што сметате не, а тоа се однесува за парите на работодавачите кои треба да им ги дадат на работниците. Владата смета дека на таков начин не требало да им ги дадат парите работодавачите на работниците, што е нонсенс во еден социјален диалог на трипартитно ниво во државата. Пак ќе кажам, нови јавни расправи ќе одиме во наредниот период, ќе бидат организирани во околу 10 градови, ако не се лажам. Им кажавме дека ќе бидеме на секоја една јавна расправа во секој еден град пред сите граѓани кои ќе присуствуваат на истите да слушнат зашто ние како синдикати се бориме. Досега разговаравме на комисиите, таков беше договорот дека на комисиите сите можат да дојдат дури невладини организации, нерепрезентативни синдикати, сите засегнати. И сега натака во јавната расправа ќе биде информирана целокупната јавност. Ние тоа ќе го правиме континуирано за работниците да знаат што им се подготвува во наредниот период. Слободан, имаме многу што да зборуваме, меѓутоа за сега ќе го заокружаме тука разговорот. Ви благодарам што бевте дел од оваа емисија. Ви благодарам на поканата и уште еднаш на можноста на самиот почеток на оваа година да ги информираме работниците и граѓаните за нивните работнички права.